Добри дојде во студио за академик Катица Чулавкова. Повод за нашето интервју е неодамнешното илустрирање на вашите колеги академици покрај протестите, шокот што беше предизвикан со илустрирањето на покојниот писател Славко Јаневски, еден од основачите на МАНУП. Лустрацијската комисија продолжи да ги прогласува кодоши вашите колеги академиците Томе Серафимовски прво, а потоа и Божин Павловски. Кој е вашиот коментар, академик Чулавкова? Го сведовме дискурсот за некогашните центри на моќ и нивниот однос кон интелектуалците или кон неистомислениците на ниво на едно, како да кажам, видување кое е, да речеме, улично или недолично за еден интелектуален разговор, кодош. И што значи тоа кодош? Од ова што ние денес го гледаме, што ни се сервира како досие, морам јас да кажам дека јас досијата не ги читам на интернет страницата на таа комисија, не влегувам, значи не сум компетентна да зборувам за подробности. Но од она што го видов преку социјалните мрежи, ние се соочуваме со една ситуација во која веќе дефиницијата на лустрацијата се менува. Не знам што треба да се подразбере под лустрација. Се илустрираат лица кои дале согласност, подпишале или изјава дека ќе соработуваат со службите, претпоставувам дека тоа влегува во некои формални рамки, лица кои за тоа примале, за таа своја дејност некаква награда, парична или некоја друга, па не знам сега и за функцијата треба да се докаже дека некој, например, бил зачленет во МАНУ заради тоа што вршил таква дејност. Ние до сега немаме такви информации кога примаме нови членови во МАНУ. Јас веќе 3 избора сум поминала. Не може така да ми се влијае, значи. И трето, кои се жртвите на таквите лица кои вршеле некаква дејност за нашите државни служби? Која е целта на сето ова, конечно, затоа што нема држава која нема такви служби. Денес се соочуваме, после Сноуден и Викиликс револуцијата, се соочуваме со глобално следење, со еден глобален тоталитаризам на сите медиуми, на сите лица. Нема лице, речиси, кое не е следено, а кое на еден или на друг начин се занимава со некаква интелектуална или политичка дејност. Ние денес кај нас правиме дебата на ниво на кој е кодош. Мислам, јас не би сакала да бидам дел од таа дебата. Втората работа на која што укажав е дека во Македонија проблемите се наоѓаат на друго место, не во проблемот на лустрацијата. Не сметам јас дека во минатиот режим немало одредени слабости, но сметам дека имаше многу позитивни нешта за македонскиот народ и македонската држава и за македонскиот јазик и култура. Тоа е период на една македонска ренесанса и тоа не може никој со ниеден документ да го негира. Ако е така, зошто се фаќаме само за слабостите и тоа на еден периферен или на еден начин на ниски ударци и тоа на личности кои сепак се издигнале, нели, во некои кругови поелитни или во некои институции. Вие, иако не мора да има автоматска врска меѓу личностите или институцијата што тие личности ја представуваат, ама не можеа да не помислите зошто сега токму во овој амбиент социокултурен, политички, геостратешки се случува ова што се случува во Македонија. Значи, јас сметам дека конкретно на македонската нација денес е потребно помирување. Јас тврдам дека сите држави во Европа и народи меѓу себе по Втора светска војна се помирија, иако се задолжија веројатно за вечноста со злодела меѓу себе. Добро. Само ние не можеме да се помириме. Морам да се искажам тука. Значи, ако е така, тогаш има начини да се спроведуваат и овие форми на лустрација кои што, значи, ќе не доведат прво до ситуација да можеме да ги рехабилитираме жртвите. Ако постојат такви жртви, нив да ги рехабилитираме и преку наука да изградиме свест дека тоа не треба да се повтори. Ние сега создаваме ситуација во која што постојат услови да се повторат истите тие грешки. Истите дела.
Велите дека е дефокусирање на одредени проблеми кои ги има Македонија. Може ли конкретно да бидете попрецизни? На кои проблеми мислите? Попрецизно, ние веќе на половина територија, не знам колкава, не ме држите за збор, на еден голем дел од територијата на Република Македонија не се користи официјално македонскиот јазик во државните институции на локално ниво, во локалната самоуправа. Македонците веќе не може да се снајдат во општините во Тетово, во Гостивар, во Дебар или во Струга. По патиштата, според рамковниот тоа е пропишано. Не е тоа пропишано, извинете. Според рамковниот македонскиот јазик е јазик на територија на цела Македонија и за меѓународна употреба. Но освен 20%... Мора да биде. Не ме прекинувајте ме мол. Мора да биде на прво место македонскиот јазик и секој граѓанин на држава Република Македонија е должен да го користи македонскиот јазик. На второ место за потребите на одредени делови од народи кои живеат во Македонија може да се користат и други јазици, ама не да се преведуваат од македонски на албански јазик или на некој друг јазик. Топонимите. Мислам, тоа е културен јазичен, како да ви кажам, злостор. И ние се соочуваме со таков проблем, никому ништо. Не реагираме за тоа. Другите проблеми се во едно обкружување регионално, кое е за нас многу битно. Имаме очигледни сигнали дека соседните држави си следат одредени своји геостратешки и геополитички и развојни матрици, политики и така натаму, и најавуваат. Од едната страна веќе од вчера започнува процес на собирање на потписи за создавање голема Албанија, јавно врвни личности и представници на елитата, не знам, политичка и културна, велат дека ако нема природна Албанија, се измисли термин природна Албанија, што е, како да ви кажам, речиси фашизоиден термин, значи, таа поимот природна Албанија завлегува длабоко во територијата на Македонија, никој не реагира на тоа, званичните личности воопшто не се осврнуваат на тоа, а Грција вели илјадници, не знам колку грци во државата северна страдаат во Република Македонија. Бугарија исто така со одредени потези покажува дека има право на оваа територија да со србите знаеме какви се проблеми имаме од црквата па натаму. За Косово да не зборувам, они велат дека 3% срби на Косово имаат повеќе права отколку мислам 35% во Македонија. Ние имаме проблем со екзодусот на сите македонци интелектуалци. Значи ние веќе не се намалува бројот на македонците поради иселување. Сиромаштијата, невработеноста... Сиромаштија, невработеност лесно се манипулира со луѓето кога се сиромашни. Значи, ние имаме такви сериозни проблеми, опаднати критериуми на образовен систем и сега на крај единствената национална институција која останува по закон и формирана од Собрание на Република Македонија, ние по некои, за мене, се уште сомнителни начини или методи, и ја ставаме на тапет. Велите ли дека со тоа се урива македонската државност, познатиот синдром на македонско самоуништување се пропагира? Да, јас мислам дека, значи, мојот апел е да се обединиме. Македонците меѓу себе и кога имаат работи за кои што ќе спорат и ќе полемизираат од минатото, треба сепак да се соочат со современоста и со еднината за да можеме да стигнеме до еднината, инаку ние ќе се соочиме со проблем на идентитет, не затоа што ќе го смениме буква од името, туку затоа што ќе има објективни показатели кои ќе кажат во Македонија имате проблем со македонската популација. Тоа се стратешки прашања, за тоа треба и МАНУ и други научни и политички инстанции заедно да дискутираме. Јас ги повикувам врвните политички инстанции да седнат со нас да разговараат. Не разговарат, имате ли воопшто контакт, можам да коментирам јас сега тоа, но би сакала да бидам јас дел од тие разговори. Тука ќе искористам приликата да кажам дека на МАНУ соопштението во основа е многу добро. Има еден подтекст кој што и предочува на Комисијата за лустрација дека треба сите мерки и одлуки што ги донесува да бидат во согласно со Европската конвенција на човекови права. Значи, МАНУ констатирала дека овие последните лустрации кои нас како институција не тангираат директно, да кажам, ги кршат човековите. Ги кршат човековите права. Видно штом проговори академик Томе Серафимовски, говорејќи за лустрацијата на писателот Славко Јаневски,
беше лустриран. Слично се случи и со академик Божин Павловски. Се плашите ли вие дека може би ќе бидете следната заради тоа што ги критикувате? Немам зошто да се плашам во смисла на тоа дека јас никогаш во мојот живот со полицијата не сум соработувала. Ако лустрацијата е и давање изјави пред пријатели и роднини и тие што биле службени лица известувале што сум јас кажала, јас сум човек кој зборува крајно отворено и транспарентно, како што гледате и во вашата емисија, тогаш може секое лице во Македонија да биде лустрирано. И затоа треба, било да се некои левичари или десничари, треба да се обединат за да го сочуваме единството на народ и на нација, да имаме свест која ќе оди над ежедневните и прагматични нешта, оти визирани низ призма на партија. Јас не сум партиски припадник. Да. Дали се согласувате со тезата? Стеди департаментот пред 2 години напиша во извештајот за Македонија, говорејќи за лустрацијата на господинот Владимир Милчин, дека лустрацијата е политичка пресметка со неистомислениците. Слично вака и критиките ги ставам во тој контекст на господинот Серафимовски, потоа и на господинот Павловски. Сметате ли дека тоа е политичка пресметка? Јас прво ќе ви кажам, пред некој ден се вратив од Франција. Го читав последниот број на магазин Литерер, значи на месечникот за литература. Меѓу другото има текстови за предавството, има темат и за Жан-Пол Сартер, Симон де Бувуар и така натаму. Се движев таму низ некои мали градчиња на Франција, во Прованса. Секаде си има улици на резистанс, на отпорот. Синоним за француските комунисти е отпорот, а отпорот е култен термин за француската интелигенција и денес. Независно што многу политички партии или системи се смениле, ме разбирате? Или што они се демократизирале. Во западните држави немаше, никој не бараше од нив да се лустрираат. Они си ги ценат тие левичари кои што еве ги покажуваат на фотографии со Крушчов, ете репрезент на Советскиот сојуз. Никој не се дрзнува една фигура од јавниот живот, од делитен карактер, да ја понижува и према неа да се однесува како да ви кажам, се е можно, јас можам да навредам кого што сакам. Не, затоа што ниедна држава не останала, како да ви кажам, држава на долг рок ако брише цели епохи и генерации позади неа. Затоа мојата теза е дека во светот, на теренот на Медитеранот имате вендета како практика една од најконзервативните и стари на освета крвна. Кај нас немаме крвна освета, ама ова што ние го правиме не само сега, значи во континуитет, како се појавува нова постава, така условно лустрира или чисти се што се наследува од минатото. Тоа е интелектуална и генерацијска освета вендета. И не смееме тоа да го дозволиме. Да. Верувате ли дека како во случајот со Милан Кундера, во 2008 господинот Вацлав Хавел, поранеше председател, му се извинува заради лустрацијата, заради прогонствата. Ќе се извини ли некој некогаш во оваа држава на Милчин, на Исмаил, Фрчковски, Јаневски, Серафимовски, Павловски? Еден од... Јас се надевам дека ќе се извини некој, јас се надевам дека, верувам дека има свесни и совесни лица во Македонија. Мене најмногу ме фрапираше фактот дека некои од тие лица за кои што читавме дека се лустрирани, да кажеме се лустрирани за постапки за кои што е нормално да се очекува дека некој граѓанин на одговорна функција би ги презел за да заштити одредена политичка стратегија или стратешка политика во државата. Испаѓа ние дека на некој начин секогаш ги осудуваме оние кои се за некакво македонство и мене тоа ме загрижува бидејќи токму од сегашнава гарнитура, максимално очекував да се грижат за македонските национални интереси. Да, треба ли Ману да има некаква дебата, да седне на заедничка маса со владата, со премиерот Груевски и да му ги предочи овие забелешки, слабости на огромна штета мислам дека треба да разговараме, да, во секој случај. Тоа е мое лично мислење, а претседателството на Ману ќе си го каже своето, ни најави седница на собрание и тогаш членовите на Ману ќе се искажат како целина. Сега сепак имаме само секретари на одделенија и извршен одбор кои што говореа, но јас лично го ценам тој потек вчера на Македонската академија. Во септември најавивте дека ќе имате седница и тогаш ќе попрецизно ќе дебатирате. Да. Ви благодарам што бевте гостин.